Еве во ова овде куќа, што сега е адаптирана, некаде во првата половина на септември 1944 година беше формиран илегалниот Народно-слободителен одбор на град Скопје. Го формира другарот Круме Наумовски и во состав на одборот тогаш влегоа покрај мене, јас бев тогаш избран за секретар на одборот, другарот Димче Ажимитревски, Димче Зографски, Димитар Бојаджиев, Асан Шукри, Милан Ацев и другарот Пане Фидановски. Непосредно потоа, во рамките на својата општа дејност, да се подготвува да ја преземе власта во градот и да ја помага во оружената борба на Народно-слободителните војски на Македонија, во Скопје се формира и илегални групи. Илегални, всушност, групи кои што работеа на диверзии, на разузнавање и така натака. Колку што се сеќавам, имаше 10 до 15 групи. Тие беа организирани строго конспиративно, работеа по чифра К1, К2, К3, М1, М2, М3 и така натака. Ги сочинува обично 3 до 4 члена, главно младинци. Припаѓав на диверзантската група С1, која делуваше од Железниот мост па све до Кумановската мелница. По тие патишта имавме за задача да фрламе бодликави клинци, онда да фрламе запаливи шишиња во камионите германски и исто така не беше задача кабловите кои беа поставувани за телефонските врски на местноста Газилова да ги сечеме и слични други акции. Овде беше железен мост. Ми беше речено, ако добиеш порука, поздрав од Шаду или од Хладни, фрлање експлозив по камиони. Овде имаше прелом еден, Коцки бева тука, улица од Коцки, прелом имаше за вода. Значи, апсолутно кола не можеше да иде под брзина, него мораше да укочи тука како би искочил од преломот. И чекавме ние кој ќе пројде некоја колона. Од оваа страна, значи, овде беше улица, не беше овој тротоар како е сега. Чекавме на прелом и тука обично фрлавме бомби у сноп од 2-3 комада вржани со порогорни фитили. Фитилот го носевме околу појас уплеткан и стално пушевме цигари, јас сум пушач, Исо не пушеше и Гуто. Али стално бевме при огин. Најде последни камион кој ќе најде кога нема позади други, кој ќе прикочи да пројде на преломот, го пуштиме снопот внутре. Израчунаме така да искочи он преку рампа тамо према аеродром, зашто тамо има они нивни логор, паркираиште, значи не се знае кај е тоа уфрлено и не се знае за кое време е станала експлозијата. Точно овие денови, 1944 година, по овие улици беше големо движење на германските колони, кои беа во една хаотична положба и се подготвува за остапување. Во тие денови диверзантската група во Скопје доби налог да фрла клинци, така наречени кокоши и ноги, кои бе расфрлени низ овој потек, по оваа улица до горе, као и од таа са на Вардар, низ кои улици минава германски камиони. Тие клинци така паѓава доле да како да падне, неговите клинови беа нагоре и гумата можеше да се дупне. Покасно проверавав преку вулканизерот Димитрија Јовановиќ што е станало. Доваѓава германци таму и псуева, носева гуми времено на вулканизирање да се извлечат од Скопје. Значи, не фрлавме на празно. На еден од истите тие наши акции беше случајот на сечењето на каблови. Кога преку ноќта кабловите ги пресековме, на наше општо чудо навидување, видовме дека кабловите беа нови поставени, така што во комитетот и во групата тамо не ни верувала. Лично Јово Исајловски, кој не руководеше група воđа, не ни веруваше, па молавме уште еднаш истата акција да изведеме и парчињата да ги внесеме во торба да докажеме дека стварно тоа сме направени.
тежок задатак кој го имавме, требаше да го извршиме, да не допуштиме бугарските војски кои повторно се вратива кај нас да не влезат во Скопје. Ние со мојата диверзантска група и неколку други, со помош на народот, моравме да идеме да ги пречекаме претходницата на бугарската војска кај Кумановски млин, да ги доведеме тука заедно со нив и не им дозволивме да пројдат на ова страна, него вечерта, пошто паѓаше дожд, ги поставивме да спијат во овие куќи. Тука имаше околу 45 души, значи, на овој терен поставени низ улиците. Што е најважно да тука тој задатак го извршава покрај диверзантските групи и целото население кое живееше на овој крај. После тоа ги известиме нашите единици кои действуваат на другата страна на Вардар, се поврзава и не дозволивме на бугарите да влезат во Скопје, него продолжива во правец на Качаник. Германските сили во Скопје имала своји стационари кои што беа сместени во одредени објекти, како што беше железничката станица, Народната банка, официрски дом, поштата, учителското училиште, други училишта и други згради. Во нив беа сместени германците и од време на време се стануваше измена на таа положба. Јас имав задача да снимам таа ситуација. Се разбира, тоа е разузнавачка работа, да го така речам, разузнавачка служба. Почнавме на тој начин, што прво извршивме целокупното снимање на стањето во Скопје и го пренесовме на 3 плана прилично големи за плана на Скопје, карти на Скопје. Прво ја пренесовме таа ситуација по систем на шах табла и дадов опис, писмен опис, каде што се наоѓа, каде што тачно се наоѓаат тие локации со живата сила, приближно живата сила на германците. Откако тоа го извршивме, 2 примерка дадов на одредено место и понатаму беше пренесено дале, како што ми се рече, едниот во главниот штаб, другите во 42 дивизија. Секојдневно понатаму промените кои што станувава во тие објекти, добивав од задужените другари и тие измени, за тие измени секојдневно правев извештаи во 2 примерка и по исти канал беа пренесувани понатаму. Во последно време, дури и 2 пати на ден правевме вакви извештаи, а последниот извештај беше спремен по пладнето на 12 новември 1944 година. Можам да кажам дека сигурно дека улогата ние сме извршиле, јас и моите другари разузнавачи, бидејќи точно на денот на ослободувањето на Скопје, командантот на 12-та бригада, другарот Бузо, ја држеше едната карта, односно едниот план на град Скопје во раци. Беше кон крајот на месец август 1944 година, кога еден ден дојде кај мене во канцеларија другарот Атанас Икономовски, Цако, партизанско име градски, и ми предложи да мојата канцеларија ја остапам на местниот комитет за потребите на истиот. Јас веднаш се согласив, му ги дадов клучовите и во мојата канцеларија се собира другарите кои припрема материјали, оражје за испраќање на партизаните во Скопска Црна Гора, особено во штабот во Љубанце и во Булачане. Мојата канцеларија беше погодна за таква работа, бидејќи да имаше 2 влеза. Еден влез од улицата 99, а другиот влез беше од улицата Маршал Тито, каши црквата Свети Димитрија. Канцеларијата се наоѓаше во зградата на Галички хан, кој после ослободувањето стана општина Кале.
Канцеларијата беше овде, беше долга, се состоеше од 3 дела. Првиот дел беше за мојот писар, вториот дел седев ја, во третиот дел ми служеше за чување на огрев на стара архива. И од таа треќа просторија се излегуваше во Анот. Во 1944 година, некаде кон крајот на месец август или почетокот на септември, јас бев вработен во Општинската здравна служба, која се наоѓаше тука во зградата во која што беше сместен и војниот полеви суд бугарскиот. Во онова време одржував врска со покојниот Даре Бомбол и со Атанас Икономовски, кој го имаше псевдонимот Градски. Во канцеларијата на Панта Поленак, кај што собирава другарите, на неколку пати испраќав материјали или испраќав писменца по кои што им соопштувавме на другарите што е све собрано, било синтетските материјали, било од оружјето. Во еден момент, кога во канцеларијата го испраќавме сега доктор Трајко Филиповски, слушнав дека извршена провала во канцеларијата на Панта Поленак, така другарите беа провалени и фатени. Скоро еден цел ден бева со раците свртени нагоре, со грбот кон галичка канцеларијата на Панта, и да другиот ден бидат однесени во централен затвор. Во затворот наидовме на групи заробени руси, бугари, италијани, со кои ние многу брзо се зближивме. Од нив е и добиено едно јаже, уствари лента од митралјез, со помоќта на која се префрливме преку ѕидовите на затворот. Бегството преку ѕидот беше опасно, бидејќи по улиците се движеа колони од моторизирани германци кои ја напуштаа нашава земја бегајќи од Грција. Бидејќи беше полициски час, нели, беше опасно да не најдат по улици, па после бегството се склонивме во кај роднини од еден наш другар што побегна заедно со нас. На неколку дена потоа дојде кај мене Атанас Цако и ми рече: Киро, дај ми клучовите од твојата канцеларија, за сега ќе работиме кај тебе. Јас веднаш му ги дадов и стапив во директна врска со него и учествував на неколку состаноци, а повеќе работи на војната курирска служба и стражата околу безбедувањето на канцеларијата која се таму држава состаноците. Ми беше речено да за собирањето на синтетските материјали, на оружјето, за мобилизацијата на лекари, на шофери и примањето на курири, за давањето на врска и испраќањето во партизани, да треба да формирам известни групи. За таа цел формирав една група за собирање на синтетски материјали, во која што работева Славко Филиповски, покојни Ацо Рибарев и доктор Трајко Филипов. Таа група собираше материјали санитетски и ги предаваше во апотеката на Даре Бомбон. Сеќам дека еднаш организиравме да Ацо Рибар, не сеќам со кои другари, отиде во болницата Вардар во Буњаковац и оттамо скоро комплет хируршка клиника собра и со патиме префрлivме во 16-та бригада. Пошто се формира народна власт на сите тие на таа слободна територија, овој Народно-ослободителен одбор кој беше формиран во село Љубанци, ме повлече од бригадата и ме постави за да поставам и организирам агитпроп на Народно-ослободителниот одбор за Скопското подрачје. Јас бев сам све извршител. Значи имав само една добра младинка дактилографкиња која требаше на матрици да тој материјал го штампа неколку пати со писушта машина и имавме еден гештетер. Така да секој ден издававме тој радиовести. Вестите за радиовести, за вестникот наш, ги взимавме од Радио Слободна Југославија. А за нашето подрачје добивав од самиот штаб на бригадата, штампавме по 100 примерка дневно на српски и македонски и по 100 примерка пак на македонски за населението. Главно вестникот беше за борците, со тоа што тука им се даваше голем морал за победите на другите бојни полина од нашата војска. Друго беше второ за нашиот народ, тие населенија по нашите села, а преку курири одева и доста броеви низ Скопје.
Тоа беше последниот ден на септември, кога од слободна територија на теренот на Скопска Црна Гора дојдов во Скопје прик вечерината. И веднаш преку другарите саопштивме дека утредента треба да се формира градски одбор, илегален градски одбор на антифашистички фронт на жените на град Скопје. Утредента веднаш по Пладнето, тука некаде, близу до кејот на Вардар, во Загребачка улица, се собра околу 30 жени во еден сутерен, каде дури и столици, клупи некакви беше нашле, и на тој состанок се организира илегалниот одбор на АФЖ. На состанокот беа присутни повеќе од 30 жени. Тие изнесуваа како представнички на малата своите квартали од каде доаѓа, изнесуваа се што сработиле до тогаш, земаа обврски и заклучокот на формираниот илегален одбор беше да се засили што повеќе работата сред жените во Скопје и женската младина, што поголем број да одат во војска, што поголем број да се активираат за шијање на војската облека, што повеќе храна да се припреми, бидејќи ќе се ослободи градот, ќе треба и храна и во градот да има, а во исто време жените се пофалија дека веќе почнале знамиња да везат. На 11 ноември се даде заповед вечерта да треба да го ослободиме Скопје. 12-та бригада во состав на сите баталјони во местото Горно Солње. Распоредот беше поставен и веднаш тргнаме за Скопје. Така од местноста Водно кон населбата Водно и вториот баталјон на 12-та бригада имаше распоред од главната улица, сегашната Маршал Тито, завземајќи ги сите позиции и важни места каде што беа германците, се до населбата Нерези. Најмногу и најожесточени борби се водеа во железничката станица и учителската школа. Поточно речено, железничката станица беше место каде што германците се припремаа за конечно повлекување и цели композиции на товарни вагони и патнички вагони, односно во кои беа сместени германци, жива сила или наоружување, беа покрај коридорот на железничката станица. Кога влегоме во железничката станица, најкарактеристично беше тоа што целата беше минирана и во текот на борбите само се разруши овој дел на првиот коридор или подземен влез на железничката станица од страна на германците. Меѓутоа, ние успеаме да ги пресечеме каблите кои беа на вториот и третиот влез, односно подземен влез, и се успеа да се спаси железничката станица. На 13 ноември искочивме од нашиот штаб кој се наоѓаше до сегашниот комунален завод на разденување. Кога се спуштивме доле на улица, се гасева градските улични светла. Погледнавме обазриво назад и напред по улицата, беше штама, немаше жива душа и тргнавме накај комуналниот завод. Беше мостот бомбардиран од порано и имаше дупки од авионските бомби. Им реков на другарите да останат од дупките, а ја и Круме, стално обзирајќи се лево и десно, тргнавме на мостот. Али уште пред да нагазиме на мостот, уште кај гимназијата мушка, почна да врне густ снег. Снегот беше толку многу густ, права лапавица, да не се гледаше на метро и пол. И почнавме да се движиме кон средината на мостот. Едва забележавме дека од другата страна на мостот оди војничка колона и тоа двојна како на парада.
колоната ја заприкасувавме чак од бившиот железен мост, сега мостот на ослободувањето. Германците пукаа со зорките бесно, а нас ни беше страх да не ги активираат бомбите. Се појави едно возило од кај железниот мост. Ја пуштив на него неколку рафали, али возилото си одеше и понатаму. Зад него се појави друго возило. Во нашата група имавме еден германец. Тој беше есесовец, фелдвебел и снайперист. Тој ја дигна карабинката, опали и возилото запре. Тогај опали на другото возило и другото возило запре. Значи, Шумајзерот, кој има краток домет, не беше доволен. Затоа им реков, ајде да се доближиме. И дојдовме овде кај ја, Јован Цветковски, Моне и Коле Димитровски. Легнавме зад ова цокле, ги прислонивме нашите пушки и шмајзерот кој јас само го имав и фативме да го обсипаме со один прилезот на мостот и куќите кои беа близу до прилезот, зашто предпоставувавме дека ако има човек оставен да ги активира авионските бомби, тој веројатно е у тие куќи. Во налетот на единиците на 2 баталјон, 3-та чета, 2-ра чета, требаше да се ослободи зградата на Радио Скопје, која беше директно поврзана за целиот Балкан со комуникативни средства на германската армија, така што требаше во исто време да ја спасиме радиостаницата, бидејќи беше миниран, како и сите други објекти. Меѓутоа, не можеме директно да навлеземе од улицата на која беше сместена зградата на радиостаницата, беме принудени да направиме обрач. Излегувајќи од местноста на улица Боливара, сегашен ЈНА, навлезоме во оваа зграда и тука беа сместени неколку германци. Поточно речено, тие беа ноќта спротиву 12 ноември, дојдени од Грчка и се повлекуваа спрема Качаник. Ноќта требаше да преспие тука и потоа да се повлечат. Меѓутоа, ние навлегувајќи неколку борци во задниот дел на Радио Скопје, зградата, беме изненадени од оваа група германци. И веднаш по кратка борба успеаме да ги ликвидираме. А еден од самите германци се самоуби, извикувајќи Хайл Хитлер. За да се завземат овие делови спрема поштата, требаше да се завземе радиостаницата. Неколку пати вршеме јуриш на радиостаницата. За таа цел беа одбрани најдобрите скоевци од 3-та чета, 12-та бригада. Ние потоа навлеговме во зградата на радиостаницата, во соседниот двор и оттаму дел по дел, односно спрат по спрат, канцеларија по канцеларија, успеаме да ги ослободуваме, ликвидирајќи ги на тој начин останатите германци кои ја бранеа зградата. 4-тиот батальјон од 3-та македонска ударна бригада на 12-ти имаше задаток од кисела вода да напада на град Скопје. Со самиот напад можем да кажем да една од многу голема помош ни дадоа граѓаните на град Скопје, активисти, чланови на партии, скоевци и други патриоти од самиот град. Бидејќи за време на нападот имаше многу голем снег, магла, не се видеше, така да ние не знаесмо каде да одимо, од една страна, од друга страна, пред тоа многу борци наши не го познаваа Скопје, некој не бил уопште у Скопје, како што бев и јас во тоа време.
со помошта на трета бригада и обиколувајќи зградата на учителската школа, ние ги принудиме германците да се предадат. Затоа што видео дека сме ние подобро наоружени и помногобројни и похрабри. Тие нема излез друг освен да се предадат. Така еден дел од 45 германци се предаде начело со командантот, додека еден дел се извлече од таа тешка ситуација и кон паркот успеа да се повлечат према Качаник. Со ослободување на градот, трета бригада беше се постојала тамо негде кај пожарна кој беше порано. По оваа улица, мислам сега да се вика 11 октомври, со влегување по тој строј граѓанина на град Скопје, старо, младо, мушко и женско, не бакнува, ни фрлеа цвеќиња, постоеше една таква радост да скоро цел град и старо и младо беше све на ноги. Кога дојдовме овде пред банката, еден дел остана се разви народно оро, а јас, Владе Старка, началник штаба на 3 бригада, Трајко Грншерот и Видоје од Студена Бара, не сеќам за негово презиме, го ставивме знамето на банката. Од тука единицава наша замина и го разви орото кај Ибри Пајко. Во меѓувремето, докле ние играхме, идеше една бугарска колона која требаше да иде према Качаник и еден бугарски војник од тенк го отворил капот и пуца. Ја му викам, за какво пуцаш, еле вамо? Тој кога беше дошол кај мене вели, па за слободава. Јас му велам, вие не ја ослободивте, слободата ми извојуваме, а не вие. И према тоа имаше ви на друго место да се пуца, а не тука. И стави го рекол пиштолот. Од тој момент тој ме прашуе како се, од кој си пук, од кој полк. Ја му викам, немам полк. Од која дивизија? Немам, реко, дивизија. Па дали си шумкар? Реко, шумкар, и тој прсна да бега и улегна у тенк. Викам, чекај, немој да се плашиш. Иако си некогаш реко, јалчу тек може би од нас, само сега не е тоа време. 13. ноември, денот на ослободување на Скопје, жените го дочека организирано. Тие беа многу радосни. Учествува во окитување на јавните згради, на своите домови, со знамињата кои сами ги везеа и шиеа под раководство на партијата, а преку илегалните групи, а после преку прераснатата илегална организација на антифашистичкиот фронт на жените. Веднага после ослободувањето на 2-3 дена се одржа голем митинг на антифашистичкиот фронт на жените во Скопје. По тоа време не постоеа јавни гласила во онаа смисла на зборот кој ги имаме денеска. Таквата улога ја одигра групите, односно малските одбори на антифашистичкиот фронт на жените на Скопје. Благодарение на истите, Скопје беше информирано за одржувањето на митингот за многу кратко време. Двете сали на домот на Југословенската армија, тога и така наречениот официрски дом, беа недоволни да ги примат сите дојдени жени и младинки и останалото население на митингот. Во тоа време имав 18 години и чисто им беше желба и ми беше гордост да учествам во такви наши дивизански групи. Посакав да отидам во партизани, меѓутоа раководителот ми рече дека Јовој Селовски, дека е тука потребно такви групи да постојат. Моравме, зашто бевме робови. А слободата не може да се добие без борба и жртви. Некој мораше да се бори за неја и да даде жртви. Ако свите рачунавме да друг ни ја донесе, никога немаше да имаме.
Беше некогаш тоа време кога старите трошни куќички го представуваа градот впишан на географската карта како Скопје. Мали улички низ кои одвај можеше се види по некој автомобил, по некој стар мост. А кога над него ќе се спушчеше златата месечина, облевајќи го со своите зраци, се потонувала во некаква чудна гробна тишина. Денес и ноќ да е ден. Илјадници вештачки звезди ја осветлуваат убавината на мојот град. Долги ора од автомобили се виорат по скопските булевари. А ти, другар, ако сакаш да го запознаеш овој град, појди по неговите улици, прошетај се низ него. Само така ќе го запознаеш, само така ќе го освоиш. Ти ги здогледаш неговите вертикали од